Добар ден, почнува дневникот на Канал Плюс. За настаните на денот гледајте по кратката најава. Премиерот Груевски денес престојува во регионот. Ги посети Кочани, Виница и Берово. Посети училишта, компании и спортски терени. А во Берово ја започна изградбата на колекторскиот систем. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството денес ги објави проектите кои ќе ги финансира на истокот. Општина Штип доби околу 60 милиони денари, Карбинци 55, а Чешиново Облешево 7. Со најавата за формирање на ново јавно водостопанско претпријатие, земјоделците очекуваат подобрување на квалитетот во наводнувањето на полињата. Се планира и проширување на површините под вода. Премиерот Никола Груевски денес е во посета на истокот. Во Кочани го посети реконструираното средно училиште Љупчо Сантов. Престојуваше во компанијата Мак Прогрес Винчини во Виница, каде пушти во употреба двојно тениско игралиште. Попладнево премиерот е во посета на Берово, каде во населбата Беровско езеро се поставува камен темелник на главниот одводен колектор во туристичката населба, која од неодамна има и пешачка патека. Но повеќе за ова во дневникот во 20 часот. Преку програмата на Источниот плански регион од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, општините на истокот добија средства за реализација на крупни инфраструктурни зафати. На Штип му се одобрени близу 60 милиони денари, на Карвинци 55, а на Чешиново Облешево 7 милиони денари. Од Агенцијата за рурален развој на Штип ќе се финансираат 4 проекти во вредност од околу 60 милиони денари. До октомври треба да започне дел од изградба на магистралниот пат Штип-Радовиш до Суво Грло. Потоа изградба на улица до манастирот во село Долани и патот помеѓу селата Долно Трогерци и Врсаково. А општина Карбинци преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за реализација доби 55.000 милиони денари. Изградиме пат од село Долни Балон до село Долно Трогерци во должина 4,5 километри. Исто така да изградиме пат од село Радање до село Козјак во должина од 3,5 километри и влезот на село Карвинци во должина од 1 километар со два тротоари отстрани. Се надеваме дека во текот на оваа недела ќе распишиме јавен повик, така да кога ќе се избере за месец дена би почнале да се работат. Добиени проекти преку Агенцијата за рурален развој во земјоделието, општина Чешиново Облешево ќе добие нова канализациона мрежа, асфалтирање на улици и хортикултурно уредување на 10 населени места. Градоначалникот на општина Чешиново Облешево Костадин Личков истакна дека се задоволни од добиените проекти, кои ќе бидат од големо значење за развојот на општината и решавање на повеќе децениски проблем на овдешните жители. Во населеното место Чифлик ќе се гради канализацијски систем, за кој ќе бидат инвестирани 19 милиони и 386 илјади денари. Во населеното место Теранци за асфалтирање на улиците Богатин Вучков и Кемал Бибалов во должина од 790 метри ќе се инвестираат 4 милиони и 735 илјади денари. Додека за хортикултурното уредување на 10 населени места во општината ќе бидат вложени 1 милион и 209 илјади денари. Додека за хортикултурното уредување на 10 населени места во општината ќе бидат вложени 1 милион и 209 илјади денари. Земјоделците очекуваат подобрување на квалитетот во наводнувањето на полињата со најавата на формирање на ново јавно водостопанско претпријатие на ниво на држава. Се очекува решавање на натрупаните проблеми и надминување на сегашните состојби. Веста за основање на ново државно акционерско друштво за водоснабдување на ниво на држава предизвика позитивни реакции кај земјоделските производители. Ова е разбиливо ако се знае дека досега и покрај низата трансформаторски зафати и формирање на повеќе водни заедници не се стави ред во водоснабдувањето. Сега за сега ни канал се одржува, нити водна заедница, не ќаска пуштена која вода там кај мене доле шиба, двора пулми и вода. Никој не воде сметка од ништо и викат немало после вода, па ќе нема вода. Вчера и денеска и цел ноќ вода тече, изобилство голе право реката оде. Кој воде рачуна тоа? Ако тоа направат, нека биде
предпријатие или државно нека биде, да го направат, ја се честитам. За нас балвање тоа е наубаво. Порно е да биде или да се даде на еден приватен под концесија, да му даде за 20-30 години, да работат, да, или државно, да се одржава. Во не се одржава ништо сега. Кој захаче, сите се газди на линиите. Токму поради ваквата недефинирана состојба, најголеми штети трпеа крајните корисници, односно оние кои требаше да ги наводнуваат земјоделските култури, но некога некому ќе му текнеше да ја пропушта водата, туку кога таа им била најпотребна на земјоделските посеви. Со цел да се надминат слабостите во овој сектор и наводнувањето да се стави на повисоко ниво, заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски најави основање на ново акционерско друштво водостопанство во државна собственост со извршен директор. Поголем ефект во делот на расчистувањето на каналите, бидејќи ќе има подружници кои што ќе треба да достават план и програма за расчистување на каналите и ќе одговараат пред одборот на директори и пред главниот и извршен директор. Клучните задачи на извршниот директор ќе бидат да ја организира и да раководи со работата на акционерското друштво водостопанство, да предлага програма за работа и развој на друштвото, да ги извршува одлуките на собранието на друштвото. Досега имаше повеќе обиди за средување на состојбите со користењето и распределбата на водите од хидросистемите, но се остана само на хартија. Дали овој пат ќе има поголеми ефекти, останува да се види. Започне изградбата на канализација во село град Дилчевско. Се очекува да заврши до крајот на годината, а во меѓувреме ќе започне поставување на канализацијски систем во село Вирче. По изборот на најповолен понудувач деновиве започнаа градежните активности за изградба на канализација во Делчевското село град. Таа е во рамки на годишната програма на градоначалникот Дарко Шехтански. Па еве, канализација село град е старо ветување за кое сме зборувале, тој е ред да почне да се гради. Се надеваме дека во текот на оваа година истата ќе биде пуштена во употреба. Сега сме во фаза е почеток на градба. Финансиските средства се обезбедени од Европската инвестицијска банка во форма на грант доделени од владата на Република Македонија за општина Делчево преку распишан тендер од Министерството за транспорт и врски. Инвестицијата е повеќе од 10 милиони денари, парите се обезбедени од Европска инвестициона банка, тоа е грант од владата на Република Македонија на општина Делчево, така да ние се надеваме дека ќе решиме еден горлив проблем на жителите од ова село. Градоначалникот Шехтански за месец септември го најави и почетокот на изградбата на канализација и во Делчевското село Вирче. Во село Вирче очекуваме да почне градбата во месец септември, бидејќи веќе има фирмата изведувач е позната. Се надеваме дека месец септември ќе почне градба, така да согласно временските прилики, наша желба е нормално да биде решена во текот на оваа година, меѓутоа како ќе овозможи времето. Со овие два значајни капитални проекти ќе се решат голем дел од децениските проблеми за жителите на овие две села, поврзани со канализацијата и одведувањето на отпадни води од домаќинствата. Викендов заврши асфалтирањето на улиците во Штипската населба Долна Железничка. Деновиве ќе следи асфалтирање на улиците и во Горна Железничка, после што механизацијата се сели во населба Горна Балканска. По многу години живот во кал и прашина, од денеска жителите на Долна Железничка ќе газат по асфалтирани улици. Ова е супер. Што се прави? Нема прашина сега. Многу убаво. Кал беше до колено порано, а сега по овие градоначалници супер. После по век кој газевме кал во населото Железничка, а конечно добивме асфалт во населбата, со што се реши многу проблеми на жителите. Ова е еден од повеќето приоритетни проекти на општината која интензивно работи на патната инфраструктура во овој период. За време на викендот заврши асфалтирањето на една од главните улици во населбата Долна Железничка, проект на општина Штип, кој што е во вредност околу 4 милиона денари, значи со вклучен ДДВ. Инаку градежниот зафат го реализираше штипската фирма Кол Инженеринг Транс. Асфалт очекуваат и жителите од Горна Железничка. А зборија дека оде да завршат, се преферат кај нас, чекал ставија. Па што покалени кои треба да се сменат на времене, после асфалтот да се крши и да прават и кај нас горе. Горна улица, долна улица има и петка. Стари човеците за леп да и да продават се ни калта гашни, земе си лепче, врне се до град, до се. Механизацијата и понатаму останува во приградските населби.
Наредната етапа се улиците во Горна Балканска. Тешка сообраќајна несреќа се случи синоќа на патот Свети Николе Овчеполе во близината на селото Пеширово. Загина 42 годишниот Горан С од Свети Николе, сопатник на моторцикл во кој удрил автомобил управуван од лице под дејство на алкохол. Тешка сообраќајна несреќа се случи синоќа на регионалниот пат Свети Николе Овчеполе во близина на село Пеширово. 42 годишниот Горан С загина, тешко повреден е 38 годишниот СГ, двајцата од Свети Николе. Тие двајцата се возеле на мопед. Горан бил сопатник, додека СГ го управувал мопедот, кога во нив удрил автомобил марка Пежо со кумановски регистарски таблички, управуван од 58 годишниот кумановец. Со возило на итната медицинска помош е пренесен во клиничката болница во Штип, од каде што поради сериозноста на повредите е пренесен во ургентниот центар во Скопје. Увид на местото на незгодата е извршен од страна на јавен обвинител и екипи од полициски службеници при секторот за внатрешни работи Штип. Несреќата се случила околу 20 часот и 20 минути. Бил направен и алкотест на 58 годишниот возач на автомобилот Пежо, при што е констатирано дека тој бил под дејство на алкохол. Ова е уште еден пример дека најмногу е загрозен животот на мотоциклистите, посебно на совозачите. Убедливо најчеста причина за сообраќајни несреќи со смртни последици е брзото возење, најчесто придружено со непочитување на сообраќајните знаци и возењето без кацига. На денешен ден во 1943 година во Штип во борба против бугарскиот окупатор загина Славчо Стоименски, народен херој на Македонија. Со полагање цвеќе во алејата на народните херои и посета на спомен куќата, денес Штип му одаде почит на Славчо Стоименски. На денешен ден пред 72 години во Штип во борба против бугарскиот окупатор загина Славчо Стоименски, народен херој на Македонија. Штипската гимназија, основана во 1954 година, го носи името на овој народен херој. Денешниот ден, 17 август, се навршуваат 72 години од смртта на народниот херој Славчо Стоименски и патрон на нашата гимназија. Славчо Стоименски, како еден лик од историјата на градот Штип, представува организатор на вооружената борба веднаш после бугарската окупација во 1941 година. Може би не толку на воен, колку што на политички план, колку што вршел организирање и спроведување на партизанските чети не само во Штип, туку и во пошироката околија, значи Кочанско, Виничко, односно Плачковичкиот регион. Славчо Стоименски е роден 1921 година во Штип во сиромашно семејство. Основно училиште и гимназија завршува во родниот град. Неговото политичко формирање е поврзано со неговото дружење со Ванчо Проке. Со полагање цвеќе во алејата на народните херои и посета на спомен куќата, денес Штип му оддаде почит на Славчо Стоименски. Точно денеска, баш на оваа дата, пред 72 години, во куќата на Скоевката Олга Арсова требало да се одржи состок на 4-тиот областен комитет. На тај областен комитет посебен извештај требало да поднесе Славчо Стоименски. Дошле сите негови соборци, само исклучив Ванчо Прке, бидејќи тој загина во вториот Плачковички одер. Ноќта 16 према 17 1943 година август, бугарската полиција приметила дека се собират видни луѓе на ова место, побарала помош од Велешката и Скопската полиција. После полноќ, со доаѓањето на нови сили, на полицајски, и куќата била опколена. Приметили дека се опколени, понудили да се предадат. Меѓутоа тие не се предале. Тука бил Славчо Стоименски, Мара Минанова, Јанко Благој Мучето, Любчо Арсов, Вера Ацева и Скоевката Олга Арсова. Едната група тргнала во еден правец, во другиот правец тргнал Славчо Стоименски, Мара Минанова и Јанко Благој Мучето. Да го прескокне зидот на другата куќа, Славчо Стоименски бил тешко ранет во стомахот. Иако тешко ранет, успел во својот пиштол да испука неколку куршуми, задавајќи на полицајците да се збунат. И така настанало тише. Иако тешко ранет, успел да се пробие во соседната куќа кај што имал долг подрум. После долго време полицијата приметила дека е тука Славчо Стоименски,
бил опколен и да се преде, но тој не се предал, влегнем натре, тој веќе искрвавил во безсвесна состојба, пренесен е во Штипската болница. И тука бил немирен. И тука сакале да добијат некои податоци, но не успеале, и така Славчо Стоименски поднегал на раните во 22-та годишна возраст. Со одлука на председателот на Федеративна република Југославија, Јосип Броз Тито, Славчо Стоименски е прогласен за народен херој на 11 октомври 1953 година. Околу 900.000 лица учествуваа во протестите низ цел Бразил со барањето за оставка на левичарската председателка Дилма Русев, чие владење е обременето од корупцијски скандал и е проследено со економска и политичка криза. Според организаторите на протестите, на улиците излегле 2 милиони бразилци. А според податоците на полицијата, најмалку 886 лица, облечени во националните бои, зелената и жолтата, учествувале во мирните демонстрации. Египетскиот председател Абдел Фатах Ал-Сиси го ратификува законот за борба против тероризмот, кој предвидува големи казни за новинари кои објавуваат информации спротивни на официјалните извештаи во случај на напади. Новиот закон за борба против тероризмот предвидува казна од 200.000 до 500.000 египетски лири, меѓу 23.000 и 58.000 евра за секој што ќе објави неточни информации за напади или за операции против исламски борци. Јужна Кореја и САД денеска почнаа 12-дневна воена вежба, на која ќе се изведуваат заеднички акции како одговор на евентуален напад од Северна Кореја. Во вежбата учествуваат околу 50.000 јужнокорејски војници и 3.000 војници од САД, соопшти Министерството за одбрана во Сеул. Пациент заразен со вирусот Западен Нил починал на клиниката за инфективни тропски болести во Белград, потврдија надлежните институции. Пациентот на возраст од 56 години засега единствениот регистриран случај на сезонскиот вирус, кој го пренесуваат комарците, меѓутоа на преглед се јавил доцна, најверојатно цела седмица по каснувањето од заразениот инсект, рекле болнички извори за белградските медиуми. Најмалку 96 луѓе загинаат по големиот број цивили во вчерашните воздушни напади на сириската армија врз градот Дума, бастион на бунтовниците. Тоа е еден од најкрвавите напади преземени од режимот на сирискиот председател Башар Ал-Асад. Бројот на жртвите расте, а веќе се 96, меѓу кои најмалку 2 жени и 4 деца. Се очекува бројот на жртви да продолжи да расте, бидејќи мнозинството од околу 250 повредени лица се во критична здравствена состојба, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Општина Виница уште еднаш покажа дека е одличен организатор на врвни спортски настани, како домакин на Балканското првенство во одбојка на плажа која се одржа на плоштадот Ангел Винич од 14 до 16 август. Оваа општина угости учесници од 9 земји од Балканот, кои беа поделени во 3 групи по 3 репрезентации во женска конкуренција, како и 4 групи од по 4 репрезентации во машка конкуренција. Организаторот е задоволен од прикажаното на репрезентациите, а воедно и од посетеноста која беше на доста завидно ниво. Идејата беше да спортот го малку прошириме и граѓаните на Република Македонија, односно оние места каде што во Источна Македонија го немаат видено и осетено овој спорт, да можат да се справат со истиот, да го видат и некако да ги привлечеме младите луѓе, младите деца од Виница да го засакаат овој спорт и да се вклучат во него. Во разговор со градоначалникот на Виница ја добивме неговата целосна подршка околу техничко и финансиска подршка на овој турнир. Сметам дека не направивме грешка, бидејќи посетеноста на самиот турнир е многу голема и еве како што можете да видите има голема раздвиженост во централното градско подрачје во Виница. Сите овие учесници по завршувањето на своите надпревари одат на кафе, одат на прошетка, го посетија Виничкото кале, секојдневно во хотелите кај што се сместени, тоа се Слив и Центробизнис, се дружат. Просто е неверојатно како на теренот се борат едни против други, а после тоа се дружат како неголеми браќа и сестри, пријатели.
Иако одбојката на плажа ги прави своите почетоци како спорт во Македонија, сепак според зборовите на меѓународниот одбојкарски судија Никола Мицевски, со добра стратегија за развој на овој спорт може да се очекува и светла иднина. Кај нас се уште е на државно ниво, меѓутоа во светот ова е доходовен бизнис. Турнирите се организираат на големи терени поставени покрај на разни места, кај што пример е и турнирот во Клагенфурт во Австрија, каде што имаме и до 20.000 посетители на тој професионален сателит турнир кој што го организира Европската одбојкарска федерација. Стремиме кон тоа, меѓутоа во моментот се уште сме далеку, иако мислам дека сме на правиот пат. Ние се надеваме дека ќе продолжи традицијата, меѓутоа тоа е одлука на Балканската одбојкарска асоциација, затоа што и другите земји се заинтересирани за вакви организации. Да подсетам дека постојат и во помлади категории, меѓутоа постојат и во постари категории, не значи дека ќе не послужи среќата и до година да бидеме домаќини. Инаку што се однесува до спортскиот дел од надпреварите, во финалето во машка конкуренција се сретнаа екипите на Турција и Србија. Подобри беа турците, кои што славеа со 2:0. Во оваа категорија за трето место свој надпревар одиграа и репрезентациите на Молдавија и Грција, а славеа молдавците со 2:0. Во женска конкуренција за младенки по 22 години, во финалниот надпревар Бугарија загуби од Романија со 2:0, што значи дека романките го однесоа златото. Третото место во женска конкуренција и припадна на репрезентацијата на Србија. По победата над Работнички во првото коло и онаа во купот на Македонија над Плачковиц, Штипска Брегалница вчера не успеа да ја продолжи победничката низа. Во рамки на второто коло од првата македонска фудбалска лига, Штипјани беа совладани од Кратовски Силекс со минимални 1:0. Со гол уште во втората минута кој го постигна Георгиев, домакинот Силекс со една мирна и рутинирана игра успеа да го сочува резултатот до крај и да освои нови 3 бода, со што засега го држи врвот на табелата со 2 победи. Единствениот лош впечаток на надпреварот фрли грубата игра на Кратовчани, поради која добија 3 жолти картони, додека во тимот на Брегалница од Штип единствено Велковски доби жолт картон. Во останатите надпревари кои што се играа во рамки на второто коло од првата македонска фудбалска лига, шампионот Вардар го доби дербито со Шкендија во Куманово и тоа неочекувано убедливо со 3:1. Шкупи и Металург одиграа 0:0. Работнички славеше на Турново со убедливи 4:2, додека Царев двор го совлада тимот на Ренова со 2:1. На табелата, како што спомнавме, Силекс е прв со 6 пред Вардар кој има 4, потоа следуваат 5 екипи кои што имаат по 3 бодови. Турново, Работнички, Шкендија, Брегалница и Царев двор. На последните 3 позиции на табелата се наоѓаат екипите на Шкупи, Металург и Ренова. Шкупи има 2 поени, Металург 1, додека Ренова засега е без бодови. Заврши првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Нови информации за денешните случувања гледате во Дневникот во 20 часот. Пријатно попладне.